Ретките болести се ретки по број, но тешки по предизвиците што ги носат. Веќе 6-та година поред, во месец февруари, по повод Денот на ретките болести, Самуиловата тврдина и дел од спомениците во Охрид се осветлуваат во различни бои, како символ на поддршка и солидарност. На оваа тема разговаравме со Гордана Лолеска, председател на Сдруженијето Ретко е да си редок од Охрид, која ни раскажа за мисијата на Сдруженијето и пораката до сите кои се соочуваат со ретки болести. Гордана, проектот ги запознаваме ретките болести започна во 2019 година. Што беше клучниот мотив да се формира ова здружение и што сакавте да промените во ова општество уште од самиот почеток? Националната кампања, како што кажавте, ги запознаваме ретките болести, започна пред 8 години, многу скромно, само со 20 стручни соработници. Меѓутоа, идејата беше да се направи нешто ново, нешто едукативно со кое би се запознале граѓаните со ретките болести, но секако и да ги подсетиме докторите, особено педиатрите, кои се клучни во поставување на дијагнозата во првите часови на животот на едно новородено дете, со оглед на тоа што 70% од ретките болести се явуваат баш кај децата, а не секој доктор или специјализант во текот на својата кариера ќе се сретне со некоја од овие ретки дијагнози, затоа се нели и ретки. А е многу важно кога ќе има ваков пациент навреме да ја препознаат болеста, а од друга страна овие дијагнози како што ги објавувавме секојдневно и оде исто и по медиумите, ни се јавуваа и луѓе кои што се препознале, па и така да уште во првата кампања имавме доста пациенти кои што ја пофалија самата кампања. Не само докторската фила, туку и од граѓаните беше пофалена оваа кампања. За овие 8 години обработивме или нашата база на податоци поставена на официјалната веб страна на Сдруженијето, број досега обработени на македонски и на албански јазик 215 ретки дијагнози, а неофицијалниот регистар на Сдруженијето број 408 дијагнози кои што ќе се доработуваат во наредните години, така да оваа кампања нема да згасне. На кој начин вие им помагате на луѓето кои што имаат и децата кои што се соочуваат со ретки болести? Секако секојдневно добиваме повици од пациентите со ретки болести од семејствата. Досега имаме споено многу семејства меѓу иста дијагноза, бидејќи кога знаеш дека не си сам, можеш да си ги споделиш предизвиците со кои се соочуваш, можеш да си размениш искуства, одење на различни специјалистички прегледи, различни специјалисти, дали во државава или во странство, споделување на институции кои што работат баш на таа проблематика, меѓутоа и со помагање на истите семејства како да се стекнат со правата кои што им следат од социјалната заштита во државата. Денот на ретките болести се одбележува секоја година на последниот ден од месец февруари. Зошто е важно овој ден да не остане само символичен, туку и да биде гласна порака за јавноста? Така, затоа што болеста не трае само еден ден, не трае само во февруари. Тука се 365 дена во годината, меѓутоа овој февруари, така ќе се изразаме, наш мегафон, само да ја доближиме јавноста до нас и да го свртиме вниманието за ретките болести, бидејќи важно е и нашата порака да биде гласна, бидејќи одлуките на институциите често
и зависат од притисокот на јавноста, особено од притисокот на пациентските здруженија. Сакаме да покажеме дека за секоја дијагноза стои име, презиме, стои човечка судбина која заслужува право на достоинствен живот и на лек. Со какви најголеми предизвици се соочуваат лицата со ретки болести и нивните семејства во Македонија? Еве, вие сте пример кој што може најконкретно да го даде тој одговор. Така. Предизвиците ги повторуваме секоја година. Тоа се исти, доцнени со дијагностиката. Тоа е на патека која што ја одиме за навремено препознавање на дијагнозата од различните експерти. Просечното време на поставување на дијагноза е 8 години. На ретка дијагноза зборам. Меѓутоа, за жал во моето семејство, кај мојот син тоа траеше 14 години. А во Македонија имаме и ултра ретки состојби кои што за жал и се уште и немаат име. Не се препознаени ни на светско ниво за жал. Друго е достапноста на терапијата. Административните лавиринти и тендерските процедури често се пречка за навремено примање на лекот, доколку се носи истиот во Македонија. Исто така имаме проблеми со социјална изолација. Семејствата често се препуштени сами на себе во таа секојдневна грижа, без доволна системска поддршка, рехабилитација и слично. Меѓутоа, повторно ќе кажам дека тука и ние, пациентски здруженија, превземаме некои од овие работи што ви ги кажав, да им помогнеме, да им го покажеме патот на пациентите. Ако ние сме го изоделе сами, барем сме ја научили таа патека, да им помагаме како полесно да ги изодат сите тие од дијагностички одисеи, од достапност на терапија и слично. Веќе 6-та година поред Самуиловата тврдина и неколку споменици во Охрид се осветлуваат во различни бои во чест на ретките болести. Тоа имавме ние прилика како екипа да го видиме и да го снимаме на лице место во Охрид. Каква порака испраќа оваа символика и колку е важно визуелно да се подсетува јавноста на овие невидливи под наводници борби? Така. Охрид е, уствари не само Охрид, и Македонија е единствената земја во светот која што кампањата започнува на 1 февруари. Особено подоцна се вклучуваат другите земји, а исто така Македонија и Охрид се вклучува кон глобалниот ланец на осветлени објекти на Eurordis, Европската заедница на ретки болести. Таа не повикува да сретнеме на 28 февруари. Меѓутоа, Охрид и другите градови низ Македонија кои што сакаат да се приклучат, еве конкретно Охрид ќе блеска 28 дена во боите на ретките болести. Од вечерва ни се приклучува и општина Струга, а се надеваме дека и другите општини ќе превземат оваа иницијатива, бидејќи ова е, како што ви кажав, е глобален ланец на осветлени објекти низ целиот свет. И ние само се приклучуваме кон тоа. Меѓутоа, секогаш сме биле на врвот и сме добиле многу пофалби од Eurordis, Европската заедница за ретки болести. Сакам само да ви напоменам дека изминатите неколку години Самуиловата тврдина беше прв осветлен објект во светот, зашто ги добивме пофалбите од целиот свет. Така да се надеваме дека и оваа година бидејќи вчера веќе им беше испратен мейл дека веќе светна Самуиловата тврдина, дека повторно ќе добиеме пофалбата од Eurordis. Така, секоја чест и навистина прекрасно изгледа и одблизу, вака преку фотографии, преку видеа, меѓутоа одблизу во живо изгледа прекрасно. Да, прекрасен и
цел Охрид, бидејќи не е само Самуиловата тврдина, значи тука се спомениците во центарот на Охрид, тука е општината, митрополијата, црквата Света Софија, Канео и многу други. Меѓутоа, секако сме тука, ќе бидеме во корелација и ќе ви споделуваме и во идните денови видеа и фотографии од другите осветлени објекти. Јас повторно да се заблагодарам на Хајп телевизија која што покажа голема заинтересираност за проблематиките со кои што се соочуваат ретките болести, меѓутоа и да споделите едно убаво видео од нашиот осветен град. Ви благодарам многу. И при крај на нашиот разговор би сакала да ве прашам како мајка на едно дете со ретка болест. Што ве држи најсилно во тешките моменти и која е најважната лекција што ја научивте низ оваа животна борба? И се уште е ја учите. Така, како мајка на син со ретка болест, она што ме држи е силната верба во моето дете, дека набргу барем ќе се трансплантира, бидејќи тоа е на чекање на официјалната листа на чекање на орган, дека ќе се тргне од машината за диализа. А најважната лекција што ја научив е дека храброста не е отсуство на страв, туку само одење напред и покрај него. Научив дека секој мал чекор е огромна победа и дека човечкиот дух е многу поотпорен од колку што мислиме. Едноставно, мојот син ме прави силна и храбра. Секоја чест, Гордана. Ви благодарам. И за крај сакам да ве прашам која е вашата порака која би ми ја испратили на сите родители и семејства и поединци кои денес се борат со ретка болест и можеби се чувствуваат сами и незабележани. Така. Ќе им порачам да не се стигматизираат, дека не се сами, дека нивната сила, односно целата наша сила на ретките е инспирација и дека нашата борба дека не е залудна, да не се затвараат во себе, да побараат поддршка, подадена рака, бидејќи заедно сме многу посилни и погласни. И дека тие не се само диагноза, туку борци кои го прават овој свет похуман и поубав. Во ред, Гордана, ви благодарам многу и посакувам многу успех во иднина и вашите цели да ги исполните и да израдувате многу животи и да спасите и се надевам дека во иднина се помалку и помалку ќе имаме луѓе што се соочуваат со вакви ретки болести. Ви благодарам уште еднаш, се надевам дека и деновиве повторно ќе се слушниме или дека ќе објавиме уште некое убаво видео од убавиот Охрид. Секогаш Хајп телевизија е тука за поддршка на сите што им е потребно. Ви благодарам уште еднаш. Поразговаравме и со Ивана Лескаровски, мајка на Роман, дете со диагноза на ретка болест. Ивана, имавме прилика да видиме дека во Охрид светна Самуиловата тврдина во знак на поддршка на ретките болести. Ти си една мајка која што поминала многу, се уште поминува, имаш такво искуство, што би им препорачала на луѓето што се борат и децата со ваквите ретки болести. Да, 6-та година поред преубавиот Охрид блесна и светна во боите на ретките болести. Како мајка на дете со ретка болест, морам да кажам дека таа битка е исклучително тешка. Да апелирам да се обрне внимание повеќе на ретките болести, бидејќи ретки не има премногу, но не секој зборува за ретките. Исто така да ги мотивирам родителите да зборуваат јавно на оваа тема, бидејќи заедно сме секогаш посилни. Голем поздрав и благодарност до претседателката на Сдруженијето, господја Гордана, која неуморно чекори низ овој пат, заедно со
со сите ретки, а воедно и таа е една мајка на ретко дете. Ретките болести не бараат сожалување, туку разбирање, поддршка и еднакви можности. Боите се само потсетник дека зад секоја диагноза стои човек, семејство и борба, што заслужува да биде видена и слушната. Затоа, гласот за ретките болести мора да се слуша секој ден, а не само еднаш годишно.